Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст. Денеска јас сум Жарко Димитриевски, но сум Бојан Кордалов, комуниколог, голем фан на К15, меѓутоа и стручен во областа за која што доста ќе зборуваме, социјалните мрежи, комуникациите, и ми е огромна чест што ќе можеме дружењето денеска да го правиме заедно со Јасна Франговска, долгогодишна новинарка и познавач на состојбите со К15, ајде така да кажам. Пријател, одлично, уште подобро. И секако со нас е и Бранко Огњановски. Јас сум тој. Така е, драго ми е. И Љупчо Бубокаров. Јас сам се представувам. Јас сум Љупчо Бубокаров во подкастот на Жарко Димитриевски. Супер, благодарам многу. Трет концерт, 2 веќе продадени, 2 шоу, или концерт или шоу, што правите всушност? Настани ги вика. Настани, аха. Ивенти. Ивенти. Или проекти. Одамна нема више шоу, проекти. Нема песни, нема. Тоа е уствари шоу, мултимедијално ќе биде, така ќе има и... Трето, почнува картите веќе во продажба, kupikarta.com, каде што можат да се набавуваат, а да не забораваме, за 2 дена имаме нешто да честитаме, или? А 8 март, па добро, да, јасна. Тебе одма унапред вака, ако примаш честитки од нас, ја од моје лично име и од име на другите мажи што не се овде, они нека си кажат сами. И од мене честитки, јас го знам твојот став за оваквото, за ваквите празници. Меѓутоа, ние сме научени секогаш да честитаме на понижниот пол. Среќен 8 март, јас не... Понежен пол, пред 3 дена прочитав најново истражување на МЦМС дека македонските мажи најбезбедно се чувствуваат во бракот. Кој е посилен пол, бе, да прашам ако може. Ама ја сваќам вашата добра волја. Ја сваќам позитивната мисла со која се приоѓа кон 8 март. Благодарам на честитките, да продолжиме со... Има една анекдота, вика мажите се посилен пол се додека не се настинат или болни. Да. Таа е таа анекдота. Јас се наоѓам во тоа, си кажувам, меѓутоа нека е честит. Нека е честит 8 март, но пред се честитки на К15 за големиот јубилеј, 30 години, за распродадените 2 и почеток на трето. Ќе има ли четврто, што мислите? Па, мислам дека не, и ова третиот што го направивме некој начин, па не отстапка, ама не планирана, ама не знам, ќе видиме од интересот, меѓутоа мислам дека за четврт, со оглед на тоа што деновите се сега, петок, сабота и недела, не сме размислували и мислам дека нема да има четврт. Ти Бува, шо мислиш? Ја не ми друго мислам сега. Зашо се мене ми се случува ништо да не знам. Уште на времето се сеќаш на тоа, многу пати го кажуваме, кога ви викав, се сеќате ли кога бевме таму и јас, ти и Васе ви. А не се сеќавам. 20 ми викате, не сме били, кога прашувам, кој знае кај сум бил, со кого, да. Јас сега прв пат дознав дека трет концерт ќе има. Сега. Жарко кога кажа. Да. Прв пат дознав. Така да, еве уште една новина, така да, еве и гледачите да не бидат изненадени. Јас сериозно сега дознав дека ќе има трет концерт. Добро. Може би тоа е вината да гледам кај мене, пошто може би не гледам доволно. За други работи се интересираш ти. Да, јас се интересирам претежно за глобална светска политика и така активно сум вклучен таму. Можам да се извинам на јавноста за ова цело што се случува. Трамп што ги прави сите овие работи што не се уклапаат со нашиот терк на барем у тој дел кај и меѓу тие луѓе што мислат дека не се уклапа. Но да се вратиме на темата. Не, морам да се извинам, ја го испушив од раце. Прифатено, веруваме извинувањето. Добро, што значи предизвикот да се направи големо шоу? Ние сме навикнати сите К15 да го гледаме како телевизиски продукт, како нешто кое што освојува генерации и генерации. Сега, што значи за вас да бидете на бина и на сцена? Дали е нешто стандардно, дали е нешто ново, дали е како се чувствувате? Како се чувствуваме? Нас не тоа, како да речем, вообичаена работа. Ние сме пали вози. Така сме функционирали цел живот, додека траел К15. Мислам дека во
во тој дел не сме изгубили кондиција, освен физички, малку може да сме по-неактивни сега. Иначе, што се однесува до творечкиот дел, мислам дека тука нема да има никаков проблем. На место му е прашањето, дали затоа што ние реално после првиот циклус направивме еден голем настан на стадион што беше и после тоа одлучивме веќе да не настапуваме уживо. Реално стварно бевме фокусирани на телевизиски, да речем, настапи. И умеѓу време ни доаѓа и ни понуди имавме за настапи, ама едноставно не го теравме тој концепт. До одењето во Австралија, каде што направивме 4 шоуа, така да прилично сме, што рече Буво, лесно се уигруваме, правиме, а овој ќе биде нешто посебно, затоа што ќе има тамо и, ајде да не откриваме све, ама ќе има и мултимедијален, ќе има филхармониски оркестри, ќе има свашта ќе има. А јас сега да свртам малку работова. А што мислите вие, ти као комуниколог, јас као новинар, дали овој потек наше исправен после толку време што се појавуваме со нова форма на делување? У однос на тоа како мислите ли дека ќе искомуницираме добро со публиката која е научена пред се на телевизија да не гледа и сега у поново време на социјалните мрежи? Па, ја мислам, пошто јас ве памтам уште на почетоците кога настапувавте со микрофон, имам некоја сцена ННРВ ли се викаше, како беше? Да, тоа. И памтам, радио. Памтам одредени сцени, меѓутоа верувам дека тој талент и она што сте го покажале уште повеќе ќе се даде ефект во живо и верувам дека знаејќи што се можете да направите, дека ќе биде уште поинтересно. Сега како ќе биде, можеби јас на повеќе. Па не знам, јас сум нестрплива да видам како тоа ќе функционира, а мислам дека тоа чувство го споделуваат и многу други луѓе, зашто голема е армијата обожаватели на К15 и што е уште поинтересно, низ текот на годините не се намалила, напротив се зголемува со нови генерации, што е публика што е посебен феномен. Значи, во вашата публика се дури и оние што во времето на најголемата популарност на К15 биле мали деца и веројатно до нив не допирале или барем не допирале на вистинскиот начин сатирата и хуморот што К15 ги промовираше. Веројатно комуницирале на некое друго ниво со појавноста, со привлечноста на општата обседнатост со К15. Така што мислам дека ова е нов предизвик и за вас како К15 и за публиката, особено за оваа нова публика што сега првпат ќе ве гледа. Да, на некој начин за нас е нов медиум. Ако го исклучиме ова со Австралија, каде што имавме ваков тип на комуникација со публиката на жив настап, за ова е исто нов начин и на презентирање, а и на комуникација, затоа што јас К15 од секогаш сум го презентирал, сум го сваќал како можност ние да си го кажеме нашиот став преку К15. Нашиот став воопшто, без разлика не за конкретен сегмент или за конкретна политика или политичка ситуација или да. Ама и да објасните или посочите некои феномени како реално изгледаат од страна на граѓаните, за кои што не сме свесни. И се тука ми е прашањето, како успевате или зошто некои скечеви, клипови се актуелни ден денеска? Иако сте ги направиле пред 20 години, пред 30 години, уште се актуелни. Што е? Ја па мислев ти за тоа ќе збориш. Ја можем јас да зборам, а прво да чујам од вас. Па ја не сум размислувал зашто, може да погаѓам зашто. Добро, размисли и јави се. Размисли, а ти умеѓу време јави се. Јас сум размислувал и не сум дошол до некој, не можам да речам дека сум дошол до некој многу конкретен. Овако, не сум јас некој аналитичар, меѓутоа слободно можам да речам, колку и да изгледа нескромно, јас многу добро го чувствувам пулсот на народот. И мислам дека многу малку работи се имаат сменето кај нас, односно многу малку сме отишле напред,
за да сега работите изгледаат поинаку. Затоа кога гледаме скечеви што сме снимале ние пред 25 години и сега актуелни, како ништо да не се поместило у општеството. Ни напред, ни назад, ни лево, ни десно. Како да сме останале на исто место, што ми е жал што е така. Па, и јас сум размислувала на конкретен начин за конкретни спотови и за конкретни скечеви. Например, на ум ми паѓа приказната за кичмата на Бубо. Значи, тоа е снимено пред некои 20 години, сигурно. Тоа беше 30. меѓу првите... Да, 30. Да, значи, пред 30 на години. Приказната скечот со кичмата е парафраза на целиот наш пат кон Европската Унија. После 30 години е уште актуелна, а на крајот на минатата година кичмата наеднаш стана многу битен фактор и битен елемент во надворешната политика на Македонија. Да, не беше ли дилема повторно? дали се витка или се крши. И Тоа беше дилемата токму за така, кичмата. дури ми на време ми падна на памет да ти предложам да барате од премиерот авторски права што го користи терминот кичма во контекстот во кој што К15 го употреби пред 30 години. Така што има и други некои моменти такви што имаат препознатливост и што резонираат и со денешната публика на ист начин, што не зборува добро за нашето општество и за динамиката со која што се случуваат промени или не се случуваат промените Сега во него. ми даде Слакфор да кажам еден пример од времето на НРР, да му се извинам на Жарко, што го земавме пак зборот. Бојан не може да се дојде сеќаваш до како- зборот тебе и од Жарко. Се сеќаваш кој имаше првиот предлог кога Македонија кога стана независна. Нели имаше предлог да се менја грбот. Се сеќаш како завршуваше една епизода на ННР? Не се секирате, химната ќе ја направиме, а за грбот не берете гајле, грбот ќе остане свиткан. Да, се Не грбот ќе остане свиткан. Грбот ни е свиткан, ама ќе ја Ки- исправиме има главата, кичмата. автоматски ќе ни се исправи и кичмата. Тоа Тоа е повторно, суштината на... Тоа е приказната. Тоа е и сега актуелно. И со грбот и... Не мора нов скеч да снимате, може да тој да го извадите повторно во оптик. Може не мора ни нов грб. Битно е грбот да ти е узад зид. Па не знам што да додам. Уште размишлям. Уште. Добро. Немам некоја Па, посебно. Прашањето, Жаре, ај дај му на Бојан малку. Ајде, Збор ајде, дај Бојан. му, Пова зошто е прашање, така, еве после 30 Што Бојан години. мисли по ова прашање? првата дилема што имавме или разговор со вистинскиот Жарко, беше прашањето колку социјалните мрежи или колку денешните генерации го препознаваат овој хумор. Ја недвосмислено кажав дека го предпознаваат заради тоа што се безвременски скечевите. Се безвременски, не само тоа не е само хумор, туку тоа е нешто кое што освестува и замислува. Уживајте во одличното телевизиско и филмско доживување со A1 Explore TV. Гледајте ги вашите омилени ТВ канали, филмски наслови, детски содржини. 7 дена нанапред и 7 дена наназад. Со можност да позирате, снимате и опција за подсетник за никогаш да не ги пропуштите вашите омилени содржини. А супериорниот оптички интернет на A1 Македонија ви носи стабилна конекција, неверојатни брзини за даунлоуд и аплоуд, истовремено поврзување на повеќе уреди со висок квалитет на услугата. Ако го дадеме на тоа дека навистина многу споро се менуваат работите и за жал се менуваат само за оние што се иселуваат. Оти ако се иселиш, тогаш ти се сменила работата на подобра. Ако останеш тука, работата останува иста. Може би некои технолошки работи се променети, меѓутоа културата на корупција, културата на немање добри услуги, културата на непочитување на луѓето, културата на веднење глава, како беше на скечот со Тито и ордените и така, значи културата на буквално на хвалоспевање на величините останува и едноставно ми е многу драго кога ќе видам дека работите се менуваат.
сеќавам исто и на еден скеч, оној со орото кој беше кога сите играат различно оро, например, тоа е се уште актуелен, иако мислам дека сме напреднале во тие меѓучовечки односи и така натаму. Кореографијата е друга. Да, меѓутоа се уште е актуелен и освестува. Освестува да сватиме дека има начин како преку хумор, преку друга форма на комуникација да ги менуваме работите. Не мора да биде тоа партиска говорница, собрание, влада и така, туку едноставно улогата во општеството кое што се има е многу голема. Денеска младите генерации, со ова завршувам, денеска младите генерации сваќаат колку е битно да се изразуваат. Ама во времето кога го имавме К15, го имаме се уште, но особено почетоците и понатаму, не се разбираше дека преку тој хумор може да се менуваат општествата. Сега, има ли нешто кое што знаете дека преку ваш скеч, преку ваше влијание ја подобрила состојбата на некое поле? Ова што го кажа многу е точно. Јас се сеќавам у почетоците, пошто ја работев у А1, таму имав секојдневно средби и со новинарите таму. Знам колку они се трудеа да дадат информација. Сега, дури еден од новинарите кажа: Бранко, бе, шо правите вие, бе? Вие со една заебанција што ќе направите, поише ќе направите, него ние цела недела што правиме прилози и така натаму. Не знам, да, начинот на комуникација наш е таков. Преку ние така и размишлявме, сме размишляле све преку хумор, кажуваме. Сега, пораките дека се точни и оштри, дека така ги доживуваат. А тие се ваши пораки што освестуваат. Знам, са јас за себе си кажам, не дека сме имале ние намера дека тоа така го барем, али едноставно го раскажувавме и го парафразиравме. Го парафразиравме тоа што едноставно го чувствувавме околу нас. Едно нешто е постигнато. Прво, хуморот и сатирата влегоа во еден простор во кој што до тогаш немаше место за нив. Значи, пред К15 не постоеше емисија од таков тип и што постигна толкава популарност. После тоа се појавија едноуки, меѓутоа не издржаа толку долго, така што една од заслугите, едно од постигнувањата на шоуто К15 е тоа што хуморот и сатирата добија статус, простор во медиумскиот на простор, телевизија. каде што дотогаш ги немаше. На телевизија. Да, имаше хумор. На радио ги имаш. Значи на телевизија не. А хихирику, вие зборувате за хихирику на радио. Не само хихирику. Имаше и други, имаше и други. Не зборувам за други, освен на Имаше и печатен медиум Остен, да речеме, да, долго време. Дарко Меѓутоа на Марковиќ. телевизија тоа беше неосвоен простор и К15 ги поместија границите на прифаќањето на хуморот и сатирата во еден Марковиќ простор. со Пецко исто упечатените медиуми, за телевизија. Али за телевизија не. се Подоцна, согласам. нели, Дарко Марковиќ направи анимирани Пецко, филмови. да, на телевизија што ја. Врз основа на Јас Пецко. сакам нешто да те прашам. Ти, не знам, телевизијскиот и овој интернет медиумите, да речем условно, колку знаат, ти покрај тоа што си новинар, ти си еден од авторите на ННР, значи активен учесник во тоа. Меѓутоа си еден од ретките луѓе, зборам во медиумите, што остана верен на основниот медиум кој што го започна и уште комуницираш со јавноста во Радио Бубамара како активен новинар и водител. Чувствуваш ли некоја разлика од тоа време кога работевме у Радио Скопје и денеска у денешно време? Па сега се Во чувствувам разлика. комуникацијата со публик, иако сега мислам дека Чувствувам разлика, мислам дека сега радиото не функционира на таков начин, ниту пак радиопрограмата се подготвува на таков начин на кој што ја правевме ние. Сега се радијата во некоја сфера на комерцијално постоење се сведува нешто на токсична среќа, радост и на музички моменти без многу оптоварување. Ние работевме многу поинако во радио на времето, па дури хумористичните емисии носеа содржина, носеа критика на јавноста, носеа еден наратив што го осликуваше духот на времето во кое што се создава. Сега мислам дека тоа е некако истуркано на маргините и тие што се трудат да го задржат, го прават тоа на
како да кажам, најлежерниот може начин, зашто ова време не трпи многу оптоварување. На најлежерен може начин и на многу мускули. Да, и на многу Затоа што мускули. реално медиумите толку се сменија, телевизиите више ги губат гледачите. Различно е сосема, да. А камоли радијата со новиве медиуми. Значи, во суштина, вие го освојувате најмоќниот медиум во тоа време, тоа е телевизијата. Мислам, се уште најмоќен медиум, меѓутоа... Тоа сакав, извини што да те прекинам. Мислам дека ти си вистинскиот човек кој може да одговори у моментов како стојат медиумите у светот. Дали е се уште телевизијата најмоćен медиум? Во Македонија, телевизијата е најмоќниот и најсилниот медиум. Во светот има различни анкети, различни обсервирања. Меѓутоа, ја не сум поборник на тоа дека социјалните медиуми, например, ќе ја заменат телевизијата, пошто нема како. Социјалните медиуми се, како да кажем, канал, празен простор, она како на времето што стававме топчињеш и се гаѓавме со тие. Значи, од пенкала го вадиш ова и празнината, тоа е социјалната мрежа. Што ќе ставиш натре, тоа ќе биде. А кај медиумот, дали е радио, дали е телевизија, дали е весник, значи имаш редакција, имаш тим, имаш цел систем на законски обврски кои што ги следиш и така натаму. Така што мислам дека секој кој што сака да остане популарен или да се прилагоди на новото време на луѓето, на консументите, ги додава социјалните медиуми. Ама многу често се заборава една работа дека, например, К15, дали ќе го видам јас на Инстаграм, тој скеч, дали ќе го видам на YouTube, дали ќе го видам на некоја телевизија денеска, тоа е К15 продукт. Тоа не е продукт на Инстаграм. Значи, Инстаграм не може да создаде производ, го создавате вие. Така што мислам дека и тоа како е многу битно освојувањето на просторот во медиумите. А овој лесен начин сега на освојување на просторот со било каква глупост да може човек да стане Славен на 5 минути. Не може. И сега ќе спомнам... Еве се случува. Не може. Не е ли тоа опасност? Опасност. Зашо мислиш дека не може? Еве ќе дам пример конкретен. Јас учев во средна школа со Сања Николич. Ја знаете Сања Николич, денеска позната нели како сопруга на Слаткар, меѓутоа тогаш мислица, огромен експерт за маркетинг и така натаму. И во делот кога таа стана мис, седнуваме доста блиски пријатели и така натаму и разговарам и ја прашувам. Викам, добро, а сега оние провокативни слики што не ги направиш? И ми вика, види, јас еднаш можам да се соблечам. Потоа веќе никој нема да ме бара. Се е видено. Така што кај инфлуенсерите, што зборуваме за инфлуенсерите, мислам дека мора да разбереме дека секојаш има зид до кај што може да одите. Ако ја направите глупоста, утре може да направите поголема глупост. Борам да треснете. Ама третиот пат веќе не сте интересни. И тоа се инстант звезди. Затоа денеска славиме 30 години К15, а не ги славиме овие ни 1 година или 2 години. Така што не мислам дека штетно е, може да направи штета во општеството, ама не мислам дека може да направи корист за самите луѓе. Ако се сака да се има долгорочност, ако сака да се има, како се велат на Бубамара, трајни вредности и така натаму, тогаш мора да има конзистентност и мора да има стратегија и фокус кон публиката. Вие сами, Бранко кажа, последен, ми тој Бубо, нели, дека вие го кажувавте она што луѓето тивко може били по дома или пред кооперација го кажувале. Вие го кажувавте јавно на автентичен иновативен начин. Тоа е тоа. Јас обично тоа го дефинирав и уште го дефинирам така, кога луѓе го гледаат К15, се гледаат самите себе, ама вика, ово не сум јас. Да, тоа беше огледало општествено, како да речем, што вас обично кажуваше. Ликовите се направени така да сите се препознаат у нив, а на никој не личи, пошто се тие карикатури и така натаму. Да се вратам на овие, не сум сигурен дека си во право со. Не зборам само за инфлуенсерите, него за тие новите медиуми што стојат. Зашо тоа што у Македонија се уште главен телевизијата е главен медиум, секако. Не само у Македонија. И у светот така е, меѓутоа просечната старост на гледачи на телевизија е 60 години. Добро. И секоја година се зголемува.
Па тоа све ти кажува. Не можеш да сретнеш нови, може ние сега збориме, може сме тука повозрастни и така натаму. Новиве генерации не гледаат телевизија. Ја не знам што значи. Само сакам да ви кажам. Дека и паметните луѓе стареат. Нека. Значи, децава сите се со телефоните. Главен извор на информирање и на комуницирање им се телефоните. Сите видеа им се вертикални. Еве, кажеш, ки изгорат. Мистер Бист, сега го спомнавме пред малку. Предпоставувам дека знаеш кој е. Да, ма многу е битно што гледаат на телефоните. Не, тоа секако. Дали гледа релевантна информација, може би гледа скеш на К15. Добро. Може би гледа, не знам, месечок од дебатна емисија. Све гледа, луѓето се Тоа денеска. да кажам јас сега, дали покрај злоупотребите што може да се случуваат на тие медии, пошто законската регулатива и кај нас и у светот уште не е на тоа ниво да може тие социјални медиуми да одговараат за тоа што го пуштат. Можат, Бубо. Тоа сакав сега да те прашам. Како да се постигне тоа, еве што го прават телевизиите? Имаат собствени овакво портали, пуштат на портал и пуштат информации, после телевизијата ја презема информацијата и вика како што објави денес порталот тој и тој. Не само порталот, они ја пушта информацијата и за него одговорноста е завршена тука. Пола информации им се не од портал, објави тој на неговиот Facebook профил. Да, или Facebook. Јасно не е исто. Значи, зборот ми беше дали појавата и се поголемиот замав што го земаат тие социјални медиуми уопште не прават една глобална деградација на општеството секаде у светот. Еве, јас ќе се фокусирам на позитивните примери и ќе ве прашам вас. Дали социјалните медиуми помагаат К15, брендот на К15 дополнително да живее или пак прават проблем? Што мислите? Еве, одман, дефинитивно сега, не да помагаат сега у овој случај. Нашиот случај сега што се случи, денеска им кажувам. Ја тврдам дека моментално популарноста на К15 е многу поголема од тоа што беше у најголемите пикови на популарност што ги имавме своевремено. Да, се Сериозно, согласам. мислам, Ама ете, тоа сакам да ти кажам, значи сега да не збориме за медиумиве, ама да не се социјалните мрежи, К15 веќе 10-11 години го нема у етерот. Не, јас што спомна, не деца мали не биле родени кога не што биле мали, не биле родени. У проекција биле. Мали може, деца, да, може не биле ни биле. планирани што вика Васко. И они гледаат К15, кај го гледаат? Еве не иде на телевизија. Така да тоа со медиумите малку е, знаеш, порано беше медиум, па имаш уредник, па имаш кој може да се појави, кој не може да се појави. Денеска секој што може да си отвори канал негов, тој си има медиум. И дали ќе си најде публика, некој ќе си најде ваква публика, некој ќе си најде такви, некој нишот е многу голем. И затоа толку многу секој може да најде. Секој е сам уредник на својот канал. И ако некој има капацитет да направи добар канал, тој може, нормално, најголемиот дел ќе изгорат брзо како жижици и така натаму. Меѓутоа има некој што знае тоа да го направи, што може од тоа да направи кариера. Апсолутно. Ако има добар контент. Дури мислам дека и новинариве и како да речем, и глумци и све, штета е што се уште идат по некоја инерција на друга. Еве, како има некои глумци сега што ги користат социјалниве мрежи, што преку ног станаа популарни, а има глумци што седат у театар и чекаат да направат представа, што е легитимно. Сето тоа е легитимно. Него сакам да кажам дека тие многу побрзо сега можат да станат популарни, да си го кажат своето мислење, дали е за спорт, дали е за политика, дали е за која сакаш тема, дали е за хортикултура и така натаму. Не ти треба некој уредник у телевизија да иде па да ти рече не знам што знам. И кој знае колку таленти до сега не виделе шанса заради тоа што не поминало тоа за кај некој уредник или не знам што. Прашање е тоа. И прашање е дали и К15 ке поминеше, имавме среќа што ја тогаш бев у Ајден па имавме простор тоа да го направиме. Замисли да отидевме со проект у некоја телевизија и да речеме ние сакаме ова да го правиме вака и вака.
Може да ќе не пуштеа, ама може да не пуштеа. Така? Ама дури да не се знае. Дури да ве пуштеле, ако го немало квалитетот и ја немала продукцијата, така што да, се слагам дека е важно, меѓутоа клучно е содржината. И секогаш сме кај содржината. Или јасно сакаше нешто да... Ве слушам внимателно, јас сум прилично резервирана во однос на социјалните мрежи. Мислам, апсолутно се согласувам со ова што го зборува Бранко. Несоборливо е влијанието на социјалните мрежи, меѓутоа јас сум анахрон тип од некое друго аналогно време, тешко се справувам со сето тоа и размислувам се за К15 во овој новиот контекст, како ќе функционира и како... Меѓутоа не се согласувам дека само социјалните мрежи сигурно влијаеле да се одржи целиот тој целата таа позитивна атмосфера околу популарноста на К15, ама јас мислам дека популарноста и присуството на К15 е како аманет пренесувано од една генерација на друга генерација. Секако, не ми беше публика, тоа. И дека не е само помогнале, но не е само поради... Секако, габаритот што К15 го има влијанието оставено на тие 20 години, несомнено, па од кај ќе знае тој да пушти? Некој му пуштил, го нашол, го видел. Зошто воопшто некој ги објавувал? Зошто некој ги објавувал? Некој го насочил да го види, да го погледне, да обрати внимание. Немам тука така дилема. Така што мислам дека е тоа еден вид онака генерацијски аманет што се пренесува од една на нова генерација публика. И трет фактор е у случајов ненамерното 10-годишно отсуство. Значи, ние и кога го работевме К15, свесно остававме, ние можевме да истераме целогодишен циклус. Присутни и во отсуството бевте вие. Правевме, пример, 10 епизоди, па правевме пауза од 7-8 месеци. И остававме простор да, едноставно, публиката да почне да го посакува, да го очекува. И мислам дека така се создаде. Убеден сум, например, гостењето Австралија дека беше екстремно успешно, баш заради тоа што 20 години не викаа да одиме, а ние немавме направено концепт за настап уживо и ги одбивавме мислам дека ниту пак имавме време. И сега ова брзината со која што се продаваат концертите на истото се должи. Значи луѓето се жедни да видат да го видат тоа. Иновативен, посебен, на моменти хумор кој што знае да заболи. Ама да заболи во смисла на тоа дека вистината боли затоа што треба да се менуваме. И сега, колку од испризма од 30 години перспектива, колку од хуморот или колку од скечовите би ги направиле поразлично? Тешко прашање. Епа, затоа сум тука, за тешко. Знаеш што е работата е што ние така живееме, низ таква призма го гледаме светот. Ние и кога се дружиме и кога со било кој така комуницираме на заебанција, да речем. И можда за тоа и ни е лесно да ги правиме. Дали би ги направиле поинаку, можда, ако у моментот ни текне нешто различно. Сега, немам некој скетч у глава или некоја ситуација што би го направил сега поинаку. А може да имам ако размислам, ако ми даеш некој пример, например. Дали мислиш во смисол на цензура или во смисол во дослух со денешното време, дали би изгледале поинаку? Не, мислам дека под влијание на денешното. Мислам, сигурно некој се наоѓал често налутен, навреден. И сега од оваа перспектива, колку тие што се наоѓале налутени, може би имале право или апсолутно немале? Дали нешто ве натерало да мислите дека треба да се промени во таа смисла? Јас не би менјал, мислам дека не треба ништо да се менува и ние никогаш не сме функционирале така. Значи, секогаш сме гледале да одиме, ама стабилно на таа линијата помеѓу вкусот и безобразието, да речем. И вкусот и невкусот е поблаго. Сами сме ја правеле таа цензура до каде може да се иде. Никогаш никој не мало да ни одобри или да не ни одобри нешто што треба, пошто ние бевме уредниците што си ја правевме емисијата. И негде можда некогаш сме искочиле, ама брзо се враќаме таман, дур да заболи више више го идеме. Инаку извини, јас само. Мислам дека имавме среќа
што сме твореле у најубавото време за творење хумор. Мислам дека денеска е толку тешко да се прави хумор со целата оваа автоцензура, не можеш да правиш за, не знам, за жени, не можеш да правиш за ЛГБТ, не можеш да правиш за оваа националност, не можеш да правиш за овие. Политички коректен треба да си. Све треба да си политички коректен, све и на крај нема, а во основа за хуморот е тоа особено незгодно за тоа што он е па базиран на стереотипи. А стереотипите се тоа. Така да, од аспект, мислам дека денеска која би требало да правиме, да го правиме тоа што сме го правиле, дека би се соочувале со поише критики. Тоа е моето прашање. Cancel culture. Дали Така би ли ме се вика фатил? тоа? Ја Така не се знам. вика, да. Би не фатил, како Би не. не фатил. Со одма ке не фатат нас. А имаше поинаква култура на откажување пред 30 години. Се откажува оние што калкулираа со некакви лични интереси. Меѓутоа, тоа никогаш не се случи со К15. Значи, јас како посматрач страничен, гледано никогаш после некоја жестока критика, која предизвикала и реакции во јавноста, наредната емисија, наредната епизода на К15 не била поблага од претходната, напротив. Значи, мислам дека таа отпорност и доследност во одржувањето на здравиот хумор била една од најголемите предности на К15. Конечно, никога се појавија, не беа така одушевено пречекани во, да речам, некоја елита интелектуална и политичка. Им требаше време да се избоксуваат за својот простор, ама после 30 години добија орден за заслуги за народот од председателот. Што е најголемиот показател за еволуцијата во сваќањето на јавноста за значењето што е имала К15 низ на сите овие години. Добро, дали е највредниот медал или признание тој што доаѓа од председателот или пак? Не, сега зборувавме, значи, за односот, инаку кај публиката беа цело време прифатени од првиот момент. Значи, зборувавме за некаква интелектуална и политичка елита од почетокот. Едните се чувствуваа малце дистанцирани, нели, од аспект на вкус, другите од аспект на загрозеност, затоа што се најдоа овие што им кажуваат се, ги соочуваат пред собственото огледало. Меѓутоа, сето тоа во истрајноста на К15, во нивниот здрав хумор кој не штедеше никого, па не ги штедеше, не се штедеа ни себе си во сите тие емисии, мислам дека на крајот резултираше со овој статус што го имаат денес. Тоа е највредното, не знам, бубамари, ордени, признанија, многу, мислам, заслужени секако. Траењето е највредно. Но освен признанието од публиката и траењето, што е највредно, што највеќе ве бубо го допира највредно? Се е вредно. Секој признание е вредно. Кога бевме помлади, многу не придававме значење. Јас за мене кажувам. На тие награди, признанија не придававме значење. Јас знае, ние у Македонска радиотелевизија која работевме, не се сеќам колку пати бевме казнети и не се сеќам колку пати земавме цела плата. Стално бевме со некои 20 до 40%. На читање кај директор. Да. И дури имавме овакво ситуации со конкретни закани од уредници, од колеги кои не викале, вие не сте свесни во кој век живеете, вие не сте свесни. Ние, например, во една хумористично-сатирична и забавна емисија, како што е Радио Урневес и Радио НННРВ, направивме првата емисија за криза на социјализмот, која беше вистинска криза у Европа, која опаѓа социјализмот. Темата направивме у Радио Урневес. Со цела една, да не ги набројувам кој се го имавме, сите југословенски можни дисиденти и наши македонски. Го донесовме, например, Крсте Црвенковски после 16 години, влезе у Радио Скопје, у канцеларија кај нас, го снимавме. И утрето сабајле го најдовме бирото обиено и ја нема лентата на која што, морам да го спомнам сега, Драголју Петровски царе, колегата, најискусен од нас, земал лентата со интервјуто со Крсте Црвенковски, ја ставил уташна, си однел дома и напишал на една лента интервју со Крсте Црвенковски. И обиле бирото, го земале,
тие што требале да го земат и мислеле дека завршиле работа и утре дента ние у 16:00 после вестите го пуштивме и почна да фрчат телефоните. Значи, зборот ми беше за наградите. Кога бевме помлади, ништо не ни значи. Ние имаме одбиено и не отидовме на доделување на годишна награда на МТВ. У знак на револт, за тоа што пред тоа 200 пати ни испоказнува и после добивме годишна награда у собствената куќа. И не отидовме и најсмешното беше кога се јави од сметководство, аме ме деца вика, земете ги овие пари, не знаеме како да ги книжиме. И ги земавте? Не ги земавме. И може уште да се раскнижени. И слушај, тие со камата, кој знае колку се сега, да се распрашаме. Тоа треба да се види. Знаеш што, уште една работа сакам да кажам, пошто чепнавме малку и таа тема. У тоа време, кога се правеше модерна Македонија, да речем, кога станавме самостојна држава, многу полесно се твореше отколку денеска. Ова го кажувам најискрено. Ја така го чувствувам. Начинот на кој што момците во К-15 ја третираа реалноста во тој момент беше од една страна и шашава, и откачена, и смешна, а од друга страна ја евидентираше модерната историја на Македонија и мислам дека е тоа најголемата заслуга. Ако веќе прашуваш за заслуга, мислам дека е тоа најголемата. Тоа е нашата паралелна историја, ненапишаната историја на модерна Македонија. Ја креираше или ја дефинираше? Ја запиша. Ја бележеше. Јас мислам дека ја креираше во одредени делови. И јас мислам така. Вака би рекла, значи, начинот... Не директно согласање. Не директно Без согласање. гласање со мандат. Значи, начинот на кој што го бележеа светот околу нас и нас во тој и таквиот свет во тоа време, беше на некој начин беше надвор од сите до тогашни стандарди на работењето продукциско, размислувањето продукциско, на граѓанското размислување. Цело време К-15 некако ги прошируваше тие граници на сваќање, на разбирање во смисла на содржина, во смисла на начин на презентација. Понекогаш беше на ивица на добриот вкус, смеам да кажам. Да. Нек ти јутро мирише на мен. Некогаш беа на рап, на дрскост. Меѓутоа, сите тие нивни скечови, сите тие подоцна и песни и сонгови што ги компонира влијаеа на времето. Ние можевме да станеме подобри луѓе, затоа што се гледавме во скечовите на К-15 и можевме да бидеме и општествено покритични, и поинклузивни, и посамосвесни. Можевме да се промениме, создава простор за себе трансформација. Можевме сето тоа да го направиме, ако сакав. Право бе јасно. Не, така е. Ама ние... Така гледајки, апсолутно сме... Нели, можевме... Така гледано, да, сме создавали се гледавме какви сме во скечовите, се препознававме, ги гледавме своите мани и можевме да станеме подобри. Ама дали Бранко политичарите ги глеdaa своите мани во скечовите? Или повеќе се лутеа? Што се случуваше со нив? Па не, дали може би имало некоја реакција или не знам, вечаток во најмала рака. К-15 за 20-те години додека снимаше, се сменија по 2 пати сите, така да предпоставувам дека тие кога се во власта не им било пријатно, овие што биле од опозиција се радувале на тоа што било и обратно кога ќе се смени позицијата, така да дали влијаело да се сменат, не сум многу сигурен, за жал. Дај Боже да им влијаело. Како го примале, у старт, јас сум сигурен и со многумине од нив сме пријатели до денеска и тогаш, посебно кога беше кога бевме популарни, нормално и они сака и да се дружат со нас и да размениме мислење, да. Да, јас што викам, кога се на моите деца им викам на телевизија кога ги гледам политичариве и им кажувам, викам, овие што ги гледате сите тројца вечерва,
Викам, тие ред чекам, викам да се сликаат со татко ти да знаете. Се шалам, не ми беше тоа цел, друго сакав да кажам. Значи, ние директна реакција од никого не сме имали. Слушавме муабети, дека некои се наљути. Денеска бев во Свети Николе, можам да кажам тука, нели каде, бевме... Баце, ти си шетан, кај све не си бил во Свети Николе, слободно кажи си. Во Мечковска куќа, кај Пужа бевме, и таму сретнав еден човек, кој ми кажа дека еден скетч, кој што директно беше посветен на политичар, го гледал заедно со политичар. И му викам, не те разбира, што сакаш да ми кажеш? Вика, стана од масата и си отиде. Боли. Да, ова прв пат го слушам денес. Му викам, се зезаш, се зезав, вика, ако сакаш можеби да провериме одма. Да му се јавиме, вика, и ако е искрен да каже, ако не каже, вика, јас ќе му кажам дека и јас седам тука на сега. И сме имале разговори. Јане Милјовски во една ситуација ми кажа дека многу често кога имале владата им почнувала со тоа, со анализа на кој бил најмногу третиран у К15, со тоа. А да имаше тогаш и нели имитација на гласови цели седмици. Да, на синхронизација. На синхронизација, така. Да, тоа беше многу интересно. Да, тоа беше многу интересно. Ја морам се во оваа прилика да кажам дека стварно бевме многу добри у тоа, али Бубо е на тоа, како да речам, како се вика тој основоположникот за мене. Значи, ние првите синхронизации, уште кога со НННРВ, кога ги правевме у МТВ, технолошки тоа беше од денешен аспект незамисливо. Значи, тамо на втори спрат беше магнетоскопот, а режијата беше на четврти или така некако. И викаат, пуштај! Тој ќе го пушти магнетоскопот, ние тука нешто, гледавме Буба, беше изверзиран, укава да речем. И ја лично, да речам, мислам дека сите сме денеска успешни у таа работа, ама он на некој начин ја воведи, уште оние у НННРВ кога ги правевме со невестата, кога се правеше, ти го синхронизираше Стојан Андов. Така да, и ние на радио претходно Не, добра, ама сте го имитирале, ама синхронизација така со сликата синхронизираме политичари. Почнавме таму и морам да кажам дека додека работевме у Ајден, додека бев ја, и додека ги имавме пристапот на материјалите од новинарите што не идеа измонтирани у вести, тогаш мислам дека имавме најголем избор за прајање на такви материјали. Затоа што новинари знаеа, па идеа посебно ги снимаат од напред, па не знам некој, па позираат тие бројат, вадат, не знам чорапи. После, најтешко за синхронизација јасна ни беше кога го направија парламентов нов и кога има Собраниево, кој си има централно, од позади поставена камера, сите се утилови, нема што да бараш, или од некоја пресконференција ќе биде, или од некоја изјава, така да... Сега да те подстав што се случи. Кога воведав нивната интернет телевизија, ние фактички останавме без материјал. Така беше. Наредната сезона го акредитиравме Бранд Феро, така беше. Да може да влага. За 2 седмици го научија дека е тој камерманот, снимателот на К15, па почна да позираат. В тој момент нешто вадат од тачна, па ставаат, па... Ако смеам да кажам, без да ми забележат сегашните актери што ги синхронизираат турските серии, подобро го правевте тоа. Добро, они имаат хиперпродукција, морат брзо да работат. Основоположници на синхронизација во турските серии. Некои политичари се актуелни денеска. Не се политичари од оние ваши насинхронизации која беа министри и така натаму. Имате ли, одржувате ли односи со комуникација со тие луѓе? Како денеска, после 30 години? Какви односи мислиш? Да, треба да видам релации, да. Дали комуникација, дали е, речем сега, поопуштено, дали сметаат дека сте ги направиле попопуларни од денешен аспект? Тоа може најдобро они да кажат, ама... И кажуваат, јас имам искуство. Ама во секој случај ние сме имале,
пријатели, ајде да ги речеме пријатели, поише сме се пријатели кога се несе на функција, од кога ќе станат се недопирливи. Како на една бубамара тоа баш го кажев, кога се дека политичарите се како гулабите, додека не се на власт ти јадат од рака, ако ќе станат тоа ти се кењаат на глава, да ни простиш. Имаше ситуации, сега ќе се вратам уште поназад у времето на НННРВ, имав една ситуација кога тогашниот премиер Клюшев, која изеде книгата на пресконференција, која кажа дека една нарачана сатирична емисија на Радио Скопје многу придонела за рушењето на владата. Тоа се однесуваше на НННРВ. Значи еве доказ за тоа што зборував. Да, за тоа и го кажувам. Или да речеме, мене сите ме прашува, цел живот ме прашува, добро, Стојан Андов, нели ти се љути што го имитираш? По кавадаречка линија. По кавадаречка линија, а напротив, слободно можам да кажам, и единствениот политичар за кој што јас знам дека реагирал, тоа не знам од него, него знам од колеги од дневна редакција, пошто у една ситуација која не казија по 40% на платите у НННР, разбрал Стојан Андов и се јавил го добил телефонот и звонел секретарката, звонела у дневна редакција. Колегата ми каже, се јавува Стојан Андов и ни вика, добро бе, вие знаете ли у кој век живеете? Абе, заврши времето кога можеше вакви работи да се дешаваат. Шо е ова, шо вака и вака ми кажуваат се случило со луѓето. После и мене лично ме прашуваше, пошто ние по кавадарачка линија си имавме друга релација и јас лично одлични контакти. Затоа имавте независна продукција после тоа. Зборувавме како К15 влијаеле врз популарноста на политичарите, ама јас сакам да ставам акцент на уште нешто. На популарноста што ја имаа момците од К15 пред 30 години беше манифестација на ова што сега се вика селебрити култура, нели? Сега сите, нели, се познати, сите, мислам... Инфлуенсери. Не инфлуенсери, селебрити култура, култура на луѓето што се на интерес за луѓето што се популарни поради нешто. Мислам, порано да излезеш со Бубо и да пиеш кафе, тоа беше исто како да си излегол со председателот на државата. Значи, деца мали, да се забележи, предпоставувам дека и на Бранко и на Васи им се случувало исто. Да, и ние кој ќе излезевме со Бубо. Ама вистина е моја говори, беа демаскирани, ја не можам да се демаскирам. Деца мали стоеа фасцинирани за тоа што ќе ги видат. Возрастните приоѓаа да им направат муабет, тинеџерите се кошка и ќе видат како. Чекај, а делевте ли? Значи тоа беше, тогаш не постоеше селебрити култура како феномен на времето. Мислам дека они беа првите манифестации на нивната популарност беа никулците на таа селебрити култура на нашава сцена. И јас за никад не сум те прашал, ние коректно се понашавме со луѓето, како? Да бе, фини бевте многу, па ја со сите правевте муабет. Чекај, делевте ли автограми? Едно време, знаеш што направивме, Бојан? Од толку што делевме автограми, отпечативме сликички со ликовите и со автограми на и кога ќе ни дојде дет, стално си носевме со нас и носиме, еве, повели тебе и ќе им ги подели овакво и ај сега позади да ми се потпишеш. Слушај, една анекдота сега ми текна, ќе се сетиш. Ми приде едно момче работи сега, у ПСС работи, и ме гледа, вика, вика, Бранко, колку бевте, се сеќаваш ли, вика, касетите кога сме ги издале, првите касети. И негде тамо кај Стоковна куќа мост, ако не се лажам, или аутокоманда, не е битно каде, и ние дечиња, вика, мали, трчаме, може ли да ни дајете касета, вие веројатно сте немали, ти ни викаш, може, ај кој прв ки истрче до онаа колата тамо, него ќе му даеме, и ние, викаш, принце, тркаме да тамо, трчаме, се вртиме, вие сте си влегли у кола и се многу
јака заебанција, од сега, леле, викам, Слушај, извините, молам, извините, молам, искрено да ти кажам, овие имаат право некоја темница да не начекаат некоја вечер и да не слушај, а истрчи до онаа колата, види дали сум таму. Комерцијална банка ти нуди најдобри финансиски решенија. Пример, онлайн потрошувачкиот кредит со намалени каматни стапки е достапен од било кое место и во било кое време, без надомест за обработка и аплицирање преку мобилната апликација mBank. Креирај свој дом со стамбен кредит, без трошоци за одобрување до 30 април, намалени камати и поволности за купување стан од доверливи градежни фирми. А со потрошувачкиот кредит до 2 милиони денари, имаш рок на отплата до 95 месеци. Со Комерцијална банка твојата иднина е во твои раце. Бубо, зошто немаш социјални мрежи? Че имам сега. Од кога? Наскоро. Од 8 Планирам. март. Значи, јас уште го чувам и го плаќам bubox.mk. И прв пат го промовира овака. Мислам дека чим го кажа, више сега имам обврска да го направам. Тоа малку ќе се разликува од ова. Јас сакам тоа да биде присутна на социјалните мрежи, а по концепт и по уредувачка политика ќе биде како телевизија и радио. Добро, што значи тоа? Ајде, малце детали. Па сега, што значи тоа? Малце, аха. Цалнете нешто, не иде тоа. Следната епизода. Тоа во Мики, следната ова за епизода. тебе порак. Значи, идејата е да ги врзам тие 2 милиони. Затоа што ја мислам дека има начин како тоа да се направи и да биде интересно за сите медиуми. Добро, ќе следиме, ќе видиме. Следиме, ќе видиме. Еве, Јасна може да каже, ќе биде ли успешно Јасна ова? Во принцип, јас на многу проекти сум работела со Бубо и се што сум сработала со него било успешно, така што верувам дека и ова ќе биде. А со Бранко? Со Бранко поинаква релација имаме, поинаку сме комуницирале преку Бубо, главно. Али пак сме работели, на пример, Затоа е успешно дека преку Да, малку да. луѓе И- знаат. Ние имавме специјално издание за наменето што го направивме во соработка со Агенцијата за иселеништво. Ако не се лажам, 100.000 касети своевремено се одштампаа, Виделка сум. видеокасети. Проектот VHS. се вика Чудесната земја Македонија. Имавме 7 епизоди направено за 7 града односно за 5 града, за Охрид и Скопје имавме по 2. Автор на сценариото беше Јасна Франговска. Значи имаме ние никад не сме ни престанала соработката со Јасна имаме тука. Добро, Јасна, кој е твојата улога? Пријател на К15? Што се правиш? Еве за оние што не Навивам следат. за нив цело време. Добро, навивам и јас, ама што ти поразлично правиш? Плюс. Значи, Бубо и јас многу долго време работевме заедно во иста канцеларија од крајот некаде на 90-тите. Така ќе му дојде, ја Така нешто. 84-та дојде. Значи, од како Бубо дојде во Радио Скопје, работевме заедно, потоа од Радио Скопје отидовме, го создадовме Радио Нома, Радио на Нова Македонија и таму дојдоа преку Владко Огњановски и Бранко и Васко. Практично нивните ликови во К15, ликовите на Миле Паника и на Тошо Малер се таму создадени во Нома Радио. Значи, практично јас сум била некаков катализатор. Јас не сум директно вклучена во целиот тој процес, ама ги посматрав како пријател, како Да, целата навивач, екипа од како, радиото таму бевме. Сите бевме поддржувачи. После некое време ни го напуштија Нома Радио и ја направија продукцијата К15, меѓутоа останавме во контакти, нели, од секаква природа. Големи навивачи бевме на К15. Сега кога спомнавме Нова Радио ми текна, се сеќам, бевме на еднодневно предавање, Сорос го организираше, тогаш Сорос беше у владата И се сеќам кога дојде предавачот од Америка, се сеќам кој ни црташе на Кога ни покажуваше што е радио. Црта, вика, две Предавател. точки, и вика, префрлањето на сигнал од оваа точка до оваа точка се вика радиостаница. И се гледаме сите и никој не реагира. И слушавме се што и слушавме.
Сепак тоа и на време крајот владата од пак Совет. ќе го спомнам сега Драголи Петровски Цале. Инаку ние сме четворката, јас, Цале, Јасна и Мирче. За жал, они двајцата се покојни, Мирче Донески. И на крај Цале вика на преведувачката: девојче, да те замалам нешто, ама од збор до збор да му преведеш на господинот. Сега ќе го кажам оригинално. Јасна, че ми простиш. И 8 март е задо. не, бидејќи преска која спомна за примерот, се и за овој да ми простиш, како се тој. Ајде, простано ти. Стара му вика: господине, вие се измачивте, вика, денеска, и сега со една реченица сакам да ви кажам дека немаше потреба толку да се мачите. И ние и вие сереме исто гомно. Не знам дали тоа ви е јасно и дали некој ви кажа кај доаѓате. Кај сте дојдени. И преведувачката вика: ја ово не можам да го преведам. И убедивме некако од прилика да го преведи или некој други го преведува. Човекот толку се заинтересира за нас. Кој сте вие, од каде сте, што сте, му кажуваме, ние сме од Ние Радио сме од Нова. оваа точка. Да. Ние сме од оваа точка. И вика: дали можам јас, вика, да дојдам да го видам вашето радио? Да. Дојде човек утре дента, падна у несвес. Ние само што ни беше стигнат еден, тоа е клавиатура Kurzweil, на која што ни беа снимени сите джинглови и програмата ни одеше од таму. Значи, имавме современа миксета, имавме ченџер, CD ченџер, прави можда на Балканот. Имавме повише точки од 2. Повише точки од 2. Имавме опрема, имавме студија направени по сите салтанати. Човекот падна у несвес кога дојде и кога го виде Kurzweil, кога виде како функционира, овој што ни предаваш, не му беше јасно како функционира тоа, а тоа е амерички производ, да речеме. И вика: како го набавивте ова? Викаме: со пари. Од точка А. Со пари. Од точка А до точка Б. И човек ни се извини за... Вика: јас искрено ви кажам, вика, јас имам малку другачија представа. Каде одам? Очигледно, за Африка се спремал. Кога сме кај Африка или кога сме кај Америка, Бранко, ти ги користиш максимално или грешка сум социјалните мрежи? Од наја што можем да видам? Мислам дека си активен и дека ги користиш придобивките. Зошто? Еве, Бобо вика не, ќе почне сега, ти зошто од порано си почна? Па не знам, ја некако сум оттек со современава технологија, да речем. И она, да се надоврзам на муабетот преска што го правевме со телевизиите и со све, мислам дека технолошкиот развој денеска толку брзо се развива, многу побрзо него, и еволуцијата што се развива него со све. Ако порано ти требаше, не знам, концесија за да можеш да кажеш мислење, денеска со овие социјални мрежи, така ги викаат, веројатно замислени за луѓето да се социјализираат. И се мислам дека по инерција веќе ги викаат социјални мрежи, затоа што тие станаат, не знам, канали за комуникација. Фејсбукот беше замислен за некои да се групираат, да прават. Сега луѓето ги користат за се други. Многу луѓе не ни знаат како ги користат. Значи, ја знам да кажам дека сега е лесно. Може сите да видат дека си глуп без да искочиш од дома. Секој пишува, не знае што пишува, дали е коментар, да речам, барем за повозрастниве што се, младите што се родени со тоа им е најнормално и знаат што е. И формирањето на овие нови, стално искаче некои нови социјални мрежи, децава стално бегаат на некоја нова. Кога искочи Facebook беше главен. Кога влеговме ние на Facebook, децава избегаа на Instagram. Кога отидовме ние на Instagram, направија WhatsApp, не знам сега кај све бегаат. Сега TikTok и така натаму. И цело време тоа иди ми, дојди ми. И ова што го зборевме преска, не ти треба некој уредник или не знам. Сега било кој што е талентиран, одма можеш да го видиш, да го познаеш таму. Многу брзо луѓето стануваат инфлуенсери, не се инфлуенсери, стануваат популарни, да речем. За разлика од тоа. Зашто ја ги користам? Па ја не знам. Уште од почетокот ги користам и ги пратам технологиите и мислам дека сега се добри комплетно бизниси се прават, цели бизнис стратегии.
да речеме TikTok, ние у почетокот, кога мене ми е жал што одма не почнавме со TikTok, ја да го употребувам. Тоа деца гледаат, за деца е, а уствари е исклучително јака е, сега гледат и у Америка што сака они да го купат, исклучително јака платформа, целата кинеска економија ја базираат и планирањето ја базираат на алгоритмот на TikTok. Точно знаат што ќе отворат у Мадрид, што ќе отворат, која фабрика, какви производи тамо да пласираат. И грешат сите тие што социјалните мрежи не ги користат за промоција и за маркетирање на своите брендови, производи, како сакаш крсти го. И денеска мислам дека никогаш не било полесно да и преку социјалните мрежи да направиш свој производ или било кој производ да го изрекламираш за пари кои што порано ти биле незамисливи, порано може да ги платат само големите компании. Денеска со било што да се занимаваше, да не давам примери од Скопје, има еден дечко што прави палачинки од тука, од Скопје, сам си ги снима видеата, ултра популарен е, стално има по 20 луѓе што чекаат за тие палачинки негде у Илинден. Сам си ги прави видеата, а сите ги јадат. И палачинките си, значи, сакам да речам, палачинки е што видеа. луѓето кај нас, мислам дека во регионот веќе има, меѓутоа у Македонија мене ми е жал што ја на оваа возраст можам да речам сум понапред од луѓето што тоа треба да го работат. А можеби па искуството и тоа што го имам од сите овие години и со К15 и со популарноста што сум ја прележал на време, мене ми овозможува тоа да го правам, да го гледам како бизнис, а не како начин да станам популарен и да... Ја може ли нешто да додам тука уврска со ова со социјални мрежи? Јас неам нити Facebook профил, имам еден лажен за да можам јас да читам, децата ми го направија, за да можам да ги читам овие да си порачувам по нешто, ама па за Беја не ми испорачуваат ништо за тоа што не ми е активен профилот. Јас социјалните мрежи ги сметав. Се почнувам више посериозно да размишлям, барајќи начин како да ги регулираме, да го регулираме дејството и влијанието на социјалните мрежи. И овоа што сега можеби ќе звучи многу нескромно, меѓутоа овоа што го спомна сега Bubox.mk, јас сакам да прерасне во една платформа за креирање здрави стратегии општествени. Значи не ми е целта само чисто некоја информативно, меѓутоа да стане една посериозна платформа. Со тек на време, доколку ќе сакаат да се активираат луѓе што се специјалисти у одредени области и за кои што сметам, на пример, веројатно сте чули, ние у Македонија имаме луѓе што се светски многу признати, а у Македонија не значат ништо. Јас еден од тие луѓе, значи Трајчи Стафилов, експерт, професор по хемија сега у пензија, кој што има направено атлас на загаденост на Македонија, со многу, сега јас може би лошо ќе го испрезентирам тоа, со точност или не знам каква е правилната терминологија на секој 5 километри за загаденоста на почвата у Македонија. Значи го однесов кај министерот за екологија. Човекот, проектот што го работел долги години, што сам го финансирал за тоа што државата никој не бил заинтересиран, проект што кошта многу пари. Не сум го прашал дали смеам да кажам колку пари. Кој човекот кој што работи како светски експерт за у други држави, у други влади, и го подари на државата комплетниот тој проект и никад не го викна нити на консултации, а е у 5 најцитирани наши овакво научници. Гледаш како ги користи социјалните мрежи и подкастот.
Како го дознав човекот? Не, него како на твоја што ти е идејата со него со Да го социјални мрежи? промовира. Тој веќе го промовира, гледаш. Значи ти твоите социјални мрежи ти сакаш да отвориш за да им да дадеш промовира шанса друг. на другите да си го промовираат. Тоа е супер. Да. Тоа е супер. Тоа сакам да направам, значи зошто викам за креирање стратегии. Значи не само да го промовирам јас, Не, те разбирам, него да те направиме тимови од луѓе да се соберат на едно место, доколку имаат волја. Барем јас тие што ги знам, а тие што ги знам имаат волја. Па супер. Супер. Тоа не е толку популарно, знаеш, знам дека Ако не е било. толку интересно, меѓутоа јас почнувам сам да бидам самокритичен и социјалните мрежи више не ги сваќам како демек порано за мене дефиниција за социјална мрежа без социјалната мрежа ја вика за асоцијална мастурбација. Ме саѓаш? А сега дека сум напреднал, ја чорапите може да покажат, брако. Ја почнам од модерни Ти си модерен, од секогаш си модерен. Ти практично сакаш твојата популарност преку социјалните мрежи да им дадеш поголема поголема видливост на овие луѓе кои што немаат шанса да ја направат. За ултрасоцијална конекција сакаме. Значи не за асоцијална. Па има и такви канали, реално, и тоа е супер. Јас на тебе ти помагаат ли социјалните мрежи? Јас веќе работам на медиум кај што имам можност да се искажам, така што не чувствувам екстра потреба надвор од тоа да ги користам и социјалните мрежи. И меѓутоа признавам дека од време на време дзиркам, сум љубопитна и некои ми го привлекуваат вниманието. Меѓутоа јас не ме интересира кој што јадел, кој што направил, кој со кого се сретнал, кој каде. Ме интересираат идеи, така што оние што имаат идеи што можат да представат нешто ново, што ме запознаваат со димензија што не ми е позната, со простор што не ми е познат, што ми откриваат нешто ново, ми го привлекуваат вниманието. Мислев само да возивнам, ама сакам да се надоврзам. Не, супер е. Сите овие социјални мрежи и така натаму полека се трансформираат во видео платформи. Инстаграм беше наменет само за слики, на Фейсбук ќе напишеш статус, на Твитер ќе напишеш статус, ќе објавиш слика, некој ќе објави видео. Трендот последниве години е исклучиво на видео. И баш заради трансформацијата во видео, се враќам сега на формиве од К15 и на враќањето на популарноста е, баш заради тоа што се трансформира у видео платформи. И бидејќи има толку многу содржина што се пласира денеска, луѓето немаат фокус, не можат да изгледаат поише од 10-15 секунди. Многу се популарни кратките форми и затоа нашите скечеви, луѓето други што ги постираат, се кратени е само есенцијата од тоа. И мислам дека тоа е, не сакајки е, многу модерен начин на комуницирање. И денеска, значи, ја практично тој го правам, практично произведувам рилови видеа за брендови компании кои што се, како да речам, индиректно се рекламираат, заради тоа што толку многу контент се произведува више у тоа, и тоа све е видео контент. Беше вертикален, сега више ако не е исправен, ако не е вака, и алгоритмот не го прифаќа и не знам што. Такви глупости има, што све нема, јасно. Значи ти те охрабрувам да влезеш, зашто сум сигурен дека алгоритмот ќе те препознае што е твојата сфера на интерес и такви видеа ќе ти дава. Рекам да му дозволам. Ти не му дозволувај, ама тебе ќе те олесни, и не знам оваа што имаш, не знам како да речам, бариера или некаква резерва за да се занимаваш со тоа, ќе ти го олесни. Како да речам, тоа е медиумот, за жал, да не идам многу према младиве што се, ама луѓе во више и целиот бизнис иде у тоа да вниманието веќе на луѓето не можеш ни со пари да го платиш. Дури веќе и овие платени реклами што идат, луѓето само ги скипаат, не ни стигаат да ги изгледаат. Дури и рекламните пораки или видеа што се прават, не се директни, може да не го видиш брендот внатре или не знам како, индиректно се пласираат.
И целиот начин на комуницирање на тоа, практично секој канал што си го има, што си го развива, е базиран на правење на контент на тој канал, за да му биде интересен на потенцијалната публика, да може да го заследи и да му искача често видеата. Така да, ако сега продолжиме да правиме К15, јас сум сигурен дека тоа ќе биде у такви модерни формати, што се сега актуелни, не знам како, ќе видиме, ама сигурен сум дека публиката ќе ни биде во најголемиот дел таму. Тоа ќе правите ли? Тоа е прашањето, токму тоа е прашањето. Значи, види, За почеток ќе репризираме сега од старите скечови. Види, ова ќе каже не велам да. Ние како, пошто кажав, нас е тоа начинот на размислување. Ние секој дневно, и кога престанаа, нели, ве забрани или не, и кога престанавме, ние не можеш да ја забраниш. Хуморот, формата си наоѓа пат како стига до публиката. Реално е. Така да, Јас знам по мене секој сабајле по 2-30 души пред врата стоат. Чека, да кажи нешто смешно. Нема ама прашање. не, така е, знаеш, сега, и веќе и самите алгоритми на знаеш, сега, авторски права, не знам, некој ова го, сите следат што се случува надвор и овие што се бават со производство на контент као, ги гледаат видеава што се надвор и кој прв ќе го направи овде, си ме ископирал мене, а он ископирал некој русин, тој ископирал некој турчин и така натаму. И има многу и затоа сум сигурен сум дека ова ние што сме го правиле на времето е ултрамодерно сега. И ние тогаш, јас накажуваше дека сме искачале од тие стандарди, што е точно. Значи, такви перики на тоа се нестандардни ликови. И сега на TikTok и на Instagram, кај што си прават онакви сами со себе муабет, најдобро праѓаат оние кај што ќе си ја стаи перика, некоја шантрава, кај што се гледа дека му е хромата без везе, кај што не знам, едноставно луѓето тоа го сакаат. Ние тоа сме го направиле на времето, Пред времето. Пред времето сме го направили инстинктивно и можда и тоа е некоја тајна зашто е толку широко гледано, еве се алгоритми, веќе Сега си е на времето. Да. Тогаш било пред време, сега си е на време. Што се изназборев. Не, ама дефинитивно пред Не сум имал времето. каде да го кажам. Пред времето и уште еднаш, 18 мај третото шоу, третиот ивент се, што заклучивме, kupikarta.com. Трета полувреме, Трета слободно полу- крстиво, бидејќи беше Тоа се прво, второ продужетци. Продужетци. Прво, второ време, На второ пенали. време и продужетци На пенали. ќе бидат таму, да. Бојан, ти те сачем на кај тргна работа. Убаво не испопраша се, ама тебе не те слушнавме сега едно резиме да даш на овој муабет. Значи, А најкомпетентен те сметам јас, не, барем. сите сме си компетентни, ама јас што би кажал, да не научен аспект зборам јас. Добро, прифаќам. Едно е важно да запамтиме, а тоа е дека или ќе бидеш предмет на заработка или ќе заработиш. Тоа е социјалните медиуми заработуваат на нас и брендовите заработуваат на нас како корисници. И се прашањето е дали ние ќе се одлучиме од што го каже и Бранко и така натаму, дали ќе се одлучиме ние да заработуваме на тоа. Не мислам дека треба да се изгуби идентитетот. К15, пример е К15. Дали ќе прејде во вертикално или хоризонтално, дали ќе го прилагоди времетраењето или не, е навистина прилагодување на навиките на луѓето. Меѓутоа, суштината, содржината ја имате вие. Content is the king, така е. Тоа е тоа. Content is the king, но тој е ваш. Сега, ако упорно одиме со глава во зид, сега сакаме да продуцираме контент пред 30 години, што е бил телевизиски, а сега се бара за social, тоа ќе изгубиме битката. Ама ако го прилагодиме на навиките, значи, за мене клучно е се навиките на луѓето. Оти не е работа дека некој рекол дека е сега битно да се биде социјални медиуми. А мислиш ли дека може тие работи да не бидат конкуренција, него да станат компатибилни едни со други? Јас сметам дека се компатибилни апсолутно. Оти, например, вие сега карикирам К15. Оти гледам јас многу голема поделеност во мислењата во јавноста, барем јас како што ги разбирам работи. Едни што се поборници за социјални мрежи, И едни други што не се. И едни што не се. Ева, нека не се, него
Во време на настинки и вируси, ви го препорачувам имуночајот на Good Nature. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна поддршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот ги поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес. Со една шолја чај внесувате 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. Имуночај на Good Nature. Затоа ќе биде интересно. Буба е отворен, он може да ама прифаќа, ја гледа реалноста, мора да признае. Неколку перформанси, нели, по кои што се мерат успешноста на проектите, нели? Бојан подобро го знае тоа што има публика, не знам, креативност и препознатливост, не знам, социјално и културно значење, бизнис релации, не знам, да, и сето тоа. И на крај има еден перформанс што се вика личниот растеж, професионален и личен. И сега мислам дека ова е баш време за голем таков предизвик за сите вас во К15, да видите во меѓувреме каде сте отишле. Лично, професионално, со едно ново соочување со Јасна, со К15. ние знаеме кај сме отишле. Сега секој може да стане бренд за себе. Ова е поише е предизвик за други нека да се искажат. Ја мислам дека допрва ќе се појавуваат нови таленти кои што се. Дај Боже, ние секако ја секако тоа го комуницирам, да речам, го правам. Добро се разбрав. Да, се разбрав. Не, мислам дека ние со Јасна недоговорени се разбравме дека сакаме да ве мотивираме. Апсолутно. Да бидете присутни на социјалните мрежи преку новите форми. Не сме договорени, ама мислам дека тоа не е скрената намера, но не притискаме. Има време, 16, 17 и 18 мај. Така е. Прво е овој таргет, а потоа имаме веб страни, имаме други. Затоа потоа. Уште една работа на ова што ми остана околу не само заради хумор или не знам, сите содржини. Целиот начин на комуникација се менува. Гледате, Буба го спомна на почеток Трамп, популарноста на Трамп. После Сорос го спомна Буба. Да не зборам и Вучич. Значи, ултрамодерно ги користат новите начини на комуникација за разлика од и политичариве што ги користат старите начини. Ма Бранко, извини. Значи, нема фирма, дојде еден пријател од Америка што иде тамо што преведува по тие курсеви и он ми кажеше, не постои во Америка компанија која што нема запослено, не е тој инфлуенсер, него експерт за социјални медиуми преку кои што они комуницираат на својот канал. И тие се главни. Еве ќе ви дам сега еден пример конкретен со Џоковиќ на последниот турнир што му беше во Австралија, не знам дали го следевте. Прв пат во историја Џоковиќ не даде изјава за новинар кој што го чекаше и тоа беше скандал и он си го извади телефонот у ходникот тука у тоа не знам каде и кажа: знам дека прв пат и не дадов заради тој новинар што ми правеше така, додека не ми се извини, нема да дадам изјава, ама еве овдека ви кажувам на сите и си го кажа неговиот став и тој мислам дека имаше поголем рич него да го кажеше на телевизија. Сите го објавија и ставот на Џоковиќ. Тоа е нормално бидејќи ништо не кажал. Ама сакам да ти кажам кому треба кога сега. можеш да правиш според, ако кажал и тука и после кога кажал и тука да видиме кој е предизвикал. Ама ова или ај вака да направиме. Не можеш на пет места истото да го зборише. Како не сведоци сме дека тоа секојдневно се случува. Тоа може на митинг, на друга работа, само еден друг пример. Збориме сега за американското финале во амерички фудбал. Без конкуренција води, го лицитираат колку што знам. Кога ќе дојде момент која еден настан на социјалните мрежи ќе донесе толку заработка колку што носат? Бубо, не знам. Јас тука ги правам споредби. Ако ама ти прави ги споредбите. 2015 година на еден семинар на YouTube у Белград бевме присутни и они тогаш кажуваа ајде се социјалните мрежи, интернетот генерално, социјалните мрежи нема, ама YouTube веќе како платформа за стриминг кој што е, уште од тогаш кажува
како се борат за лиценците за да ги пренесуваат на интернет и дека најголем предизвик им била Олимпијадата која што има различни спортови у исто време и така натаму. Така да натаму оди Бубо сигурно дека телевизијата уште има примат, несомнено е, ама дека трендовите се менуваат, со самото тоа што просечната возраст на гледач на телевизија е 60 години у Македонија, све ти кажува. Не знам некој што гледа, не знам има ли некој денеска што гледа, ја од вас сигурно. Ја телевизорот дома ни служи као тоа ни е монитор. Или гледаш Netflix, или ќе вратиш назад да видиш ако што сакаш вести. Ја не викам дека не се потребни телевизиите, да ме разберете. Ја мислам дека се потребни и дека треба така, пошто иначе ќе биде хаос. Значи ни требаат редакции, кај што новинари ќе имаат проверени информации, имаат огромно влијание. Не велам да не се разбереме, не викам дека не е. Ама дека за жал или не за жал, факт е дека публиката се дисперзира и младите веќе не гледаат телевизија. Истите тие телевизии или медиуми многу поголем рич ќе имаат и тоа и го прават сите телевизии на запад и овие што ги кажеш, сите имаат социјални мрежи и сите ги пласираат содржините таму. Се согласувам со, значи и еве и кај нас веќе почнуваат телевизиите си прават свој подкасти, така да сите телевизии имаат подкасти, да. Сакам да речам фала Богу, ама мислам дека тоа е касниме генерално. Ајде малку да придвижуваме кон крајот. Јас да отидам, значи fast forward да отидам. Не мислам дека иднината се социјалните медиуми, бидејќи тие се сегашноста заедно со традиционалните и соработката е важна. Да, ако Џоковиќ дал изјава на новинарот, а потоа дал и рил видео, ќе имал дупло поголема гледаност, меѓутоа решил од своји принципи тоа да не го прави. Иднината која би ја премотал напред, би однал кон вештачката интелигенција. И тоа е веќе сегашност. Значи, да, но повеќе иднина од социјалните мрежи. Социјалните мрежи се веќе повеќе од 17 години меѓу нас. Сега Бубо почнува денес, Бранко го користи од почетокот. Вештачката интелигенција ќе ги одбележи наредниве 4-5 години. Бубо, што беше првата реакција кога го виде ова вештачка интелигенција видео? Јас првата реакција се одушевив. А сега? Да. А сега сум, како повеќе го гледав, сум рамнодушен. Си правам анализа, пошто гледам дека цело ова можело да се прави и пред 10-15 години, само што технолошкиот процес бил поскап и подолгорочен. Ништо посебно. Например, ми беше смешно, ми беше интересно, се гледам јас онака со како што си, као Расел Кроу. Се гледам у природна величина и изглед. И така да сум рамнодушен. Имав едно искуство, еден мој пријател кој што работи на вештачка интелигенција, кој што знам, мислам дека веќе се пресели, се отиде за Америка, беше упорен, сакаше тука да работи, да направи нешто од тука, како наш производ од Македонија, меѓутоа никако не му успеваше. Дојда американци го убедија да си отиде, веројатно е веќе отиде. Читав текстови од економска и финансиска содржина, јас како Цацко Конопишки. Значи, како ликот требаше да го искористим. Викам, од кај ти дојде Александар Димитар оваа идеја да ме Цацко Конопишки да биде експерт и консултант за економски и финансиски прашања. Затоа што вика у Америка направили со некој комбичар, значи претходно кога го пуштиле тоа со вештачка интелигенција да функционира како консултант, имал условно 10% успех. Кога го пуштиле со гласот на овој комбичар, отишло горе 90% на 102,5. 102,5. Слушај, Буба е многу отворен кон ова. Мора сега он некни се навлече на чат GPT. Нон-стоп. Така да он реално не е само видео или не знам што, он чат GPT е навлечен и мислам дека допрва ќе се навлекува. Го имаш на телефон? Стварно е корисник. Зборуваш гласовно или? Не, пишувам.
Не сакам други да знаат што правам овде. И тоа е легитимно. Јас Така, Јас сум многу Ќе ги заменили? љубопитна, околу оваа вештачка интелигенција и некако и почнав така да следам и предавања разни што се одржуваа во последниве неколку месеци низ Скопје. Мислам, многу ме скокот ка таа тема, интелектуално ме предизвикува. И у исто време сум и восхитена и застрашена од сето тоа што може да се направи со вештачка интелигенција. Сега на последното предавање, скоро што го организираш Институтот за Француски институт, имаше еден професор од Финки, кој што таму работи на Институтот за роботика, ако добро запамтив, не е важно, и зборуваше за предностите и слабостите на вештачката интелигенција и вика дека во оваа сегашна фаза на развој се уште не можат штосовите да ги капираат. Ова за вас може да биде интересно. Вика, например, му поставил на GPT или на некој друг тип на вештачка интелигенција прашање, од оној тип колку се 2 баби и 3 жаби, например, што децата го одговараат, нели, како прво преиспитување со нивниот резон и, например, вештачката интелигенција одговорила дека 2 баби и 3 жаби се 5 животни. Тоа е добро, него. Да, мислам, меѓутоа, јас тука триумфирав лично, на што со ви не може да не... Така вика. Пошто сме заменливи знаеш за како се вика, друго, наредно ќе очигледно. кажи му, 5 индивидуи. Не, знаеш како е? Вика вештачка интелигенција, апропо чат GPT му вика, што мислиш за коле? И он вика, кој коле? И вика, толку за вештачката интелигенција. Па, да, меѓутоа, и јас лично триумфирав како ти со кој коле и ја реков, 5 животни не можеш тоа да го пробиш. Меѓутоа вика дека тоа многу брзо го надминува Не. секоја платформа на вештачка Знаеш каде е грешката? У цензурата. Значи, овој кој му рекол, што мислиш за коле? Овој му рекол кој коле, што не му рекол овој доле. Не, он ќе му каже, него толку е интелигенцијава, разбираш? Види, вештачка интелигенција, значи, страшно зима залет. Јас се трудам да ја пратам колку може. Луѓето некои се исплашени, некои викаат дека тоа е иднината. Ќе не замени, не знам што, како што имало технолошка револуција, дека ќе останат луѓето без работа и така натаму. Мислам дека како и секоја друга алатка, тие што ќе научат да ја користат, ќе имаат корист од нејзе. Да речеме, има сега, не знам, и за маркетинг, и за не знам што, таа де факто стварно може да замени многу луѓе и многу процеси. Луѓе не, процеси. Добро, процеси кои што ги вршат луѓе. 10 луѓе вршат одредени процеси, значи реално може и побрзо да оде, така да не се плашиме од таа, него едноставно да се трудиме колку може да научиме се. Ние што се многу брзо, ние имаме среќа у животов да живееме у векот кај што најбрзо најголеми и најбрзи промени. Најголеми промени. Мислам дека Пари брзо ќе се штампат тогаш, така. промените што се случиле у последниве 15-20 години се поголеми него уопште у целата историја на целата цивилизација. Или ќе бидеме користени, или ќе бидеме искористени. Искористени. Односно, или ќе користиме, или ќе бидеме само искористени. Тоа е поентата. Битно е да сме задоволни или само задоволни, како Или ќе го... задоволен. Саат и пол веќе. молим те, Бојан, пред да одјавите, Ајде. ја на тебе и на Јасна како домакини и гости сакам да ви поклонам од овие мрчиве капи и дуксери што се К15, еве Јасна и за тебе. Една и за гледачиве да им кажам, сите што сакаат да си купат вакво го има на supermart.mk. Видиш убаво ти стои леле, те отвара, да. 30 години К15. А за мене И тоа би било. А со вас, драги гледачи, се гледаме на следниот подкаст во оној петок. у Гевгелија викат ти Маријке за тебе си кажи, јас сега ќе кажам за мене. После оваа дебата вечерва што водев, ја више не учествувам на овие подкаст. Јас сум вечерва презадоволен од овој подкаст. И не сакаш да си ја расипеш Не петката. сакам да се расипам петката. Продукција, ве молам, организирајте се како се организирате. Не знам уште колку треба да имам подкасти. Стварно не сакам. Јас сум презадоволен вечер од
Ето, аз сакам да кажам, иначе, јас сум вашиот помошник водител на Жарко вечера, Љупчо Бубукаро. Јасно одјавуваме. Ајде, пријатна вечер ви посакуваме ние од ова мало друштво. Се надевам дека сликата за социјалните медиуми видена низ историјата на К15 ви беше интересна оваа вечер. Тоа е тоа, убав, преубав разговор на тема социјални медиуми, меѓутоа и историјат за К15, меѓутоа иднина. Каде е иднината на К15 во новото време, во вештачката интелигенција, во социјалните медиуми, и благодарам уште еден петок што сте со нас. И додека не дојде светлата иднина, јас ви препорачам, слушајте колешката јас на Радио Бубамара. Да, слушајте ја да видите како изгледаше тоа некогаш и како и денеска се уште супер изгледа. Одлична поента, се гледаме следниот петок со К15 пријателите. Ви благодарам. Одлична емисија. Фала ви.